Blaženi se oni što plaćat, zašto ti će se udržat. Blaženi se milostivite, zašto ti se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti će go vidat. Zašto ti sinovi Božji se, blaženi ste koga će gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se krotite po duh, tije će ja nasledat zemljata. Blaženi se gladnite za pravda, zašto tije će se nasitat. Blaženi se prednite po duh, zašto divno je carstvo to nebesno. Blaženi se oni što plaćat, zašto ti će se udržat. Blaženi se milostivite, zašto ti se pomiluvani. Blaženi se čistite po srce, zašto ti će go vidat. Zašto ti sinovi Božji se, blaženi ste koga će gonat i progonat zaradi mene. Blaženi se
ќе ја наследат земја. Здраво на сите, јас сум Дејан, во Оксфорд сум више сигурно 20 на години, 25. Така да кога дојдовме тука, како се запознавме со Митко, сум заборил камон Митко, подсети ме. Преку сестра ти? Да, се запознавме во Лондон, пошто сестра ми со жената на Митко работеа заедно во болница во Лондон. И така, тука живееме во Оксфорд. Запознаваме се у Лондон, а живееме во Оксфорд, да. Интересна работа за Оксфорд, значи зашто Оксфорд? Уште во 97 година имав еден пријател англичанец кој што живееше тука во Оксфорд, Роджер. Дојдов на посета да го посетам и отидовме во Бленам Палас. Значи тоа е палата каде што се родил Чърчил. И така, мислам, од тогаш посетив палатата, беше нешто сосема нормално, али ми остави впечаток да е тоа нешто добро и така по неколку години се преселив тука во Оксфорд и од тогаш сме тука. У моментот исто работам за Бленам Палас, значи тоа е некаква работа што е за естейт на Бленам Палас, што они се газди на неколку хотели, така работам во maintenance менеджер. И така, интересно, животот тука е доста различен од Македонија, значи имам доста подзабравено на кој начин се живееше во Македонија, како е сега, како беше порано. Така да, у моментот тука имаме сега некаква мала забава, сигурно ќе имаме друга забава за Нова година. И така, постојано... Добро е тука, социјалниот живот е добар. Ние македонците се дружиме, се слушаме. Слушаме почесто, по телефон. Зависи кој колку е зафатен на работа, значи некогаш кога... За викенди, претежно. Викенди правиме некогаш барбекю, кога скара, значи во градините, кога е надвор, мислам. Зависи од временските услови. Доста време имаме да се дружиме, не сме ограничени многу со работата. Да, на почетокот као работевме можеби повише и викенди, сега со стек на години имаме викенди слободни, што е нешто. Работиме како англичани. Не се работи за викенди. Да. Значи се навикуваме на овдешниот начин на живење кој што полека моje мислење, значи секогаш кога ќе правам глобети во Македонија, викаат колку вие работите или колку работат англичаните. Мене тоа ми е интересно, пошто англичаните уопште не работат ништо. И тоа е нешто што е многу тешко да се објасни, зашто други работат за нив. Така, значи другите луѓе што се тука или ние што сме дојдените работиме многу поише и целата работа се вршува за нас, а они понекогаш онак тапшат по рамо и ни викаат слушај. Работат и они, не дека не работат. Има некои што работат, али многу малку луѓе се тие што работат. Повеќето од нив, мислам, си фаќаат кривини, може се каже. Добро, ние не сме некои општи работници, веќе ние сме... Да, значи со текот на време добиваш поголема работа, стануваш техничар, стануваш некој менаџер и така, имаш некој тим позади тебе со тоа што работиш. Да, значи не работиш физички, него нешто поплатено и тоа е тоа. Интересно, значи... За Македонија што предлагате? Што треба да се направи? Што треба да се направи? Тоа што ви го кажав... Да станеме англичани, реци. Не, тоа ми беше интересно. Тоа ми дојде, пошто женава ми доаѓа од Словачка, значи... Интересно беше, правевме мобет со некои пријатели од Словачка, со тоа што нивниот премиер Фицо отиде една ноќ да работи во фабрика за коли и нивната плата од 400 евра преку ноќ прерасна на 800 евра, што е многу добар пример за тоа што треба да се направи, како треба да се направи. Значи, истата работа да не се работи за 200-300 евра или 400, него може да се направи за 800, со кое што луѓето, со тоа што ќе имаат повише парички, повише економска моќ, ќе купуваат повише. Тоа е истата ситуација као пред 15-20 години во Англија, каде што парите по некои предвидувања се вртеа 5-6 пати во денот, а во моментот се вртат можда еднаш до 2 пати или можеби и помалку од тоа. Значи, економски е доста различно тоа што беше до 2008 и од тоа што е од 2008 натаму. Мислам, тоа е моје мислење чисто, може некој да не се сложи со тоа, али тоа е чисто
lična takva, mislim, perspektiva koja što ja gledam tukaj i tako. Drugo prašanje. Ok, što da zborime s drugom? Ali najdobro je sите Македонци да си живеат сложно и заедно. Да си живеат сложно, да ги надминат разликите и да нема недоразбирање, да нема недоразбирање затоа што со малку парички некој што потплатува некого, уствари да, живееш во моментот, као што кажа во твојата представа, во моментот живееш убаво, али сите завршуваат на исти начин и сите идат на едно место, на исто место во кое што, прилика како што го паметам тоа, со тоа што имаме правено исто многу слични муабети со бабата, да, на македонски е бабата, тоест бабата, мајката на мојата жена, што е доста религиозна, значи има скоро истите сваќања со тоа што таа секоја недела ја посетува црквата, иако е сега више 95-98 години, значи се уште со својот трицикл, односно велосипед на 3 тркала, секоја недела оди во црква, се уште временски се движи и мислам активна доста, иако има 98 години више. Така да мислам, во тоа е чисто верата ја одржува во нешто, значи си ги знае своите молитви, ги чита книгите и тоа е тоа. Значи. Има таму еден стих вика, тие што се во Исус и во староста ќе видат плодни, здрави и помазани. Лека полека со сила и страст. Ми треба агора, скутот на планината, да ја лекува душата, да ја гуштам планината напред македонци мои. Во замно време, кога се берете во себе, како столетен бор, возвишена мисла созрела. Човек, цел век, ќе биде век, столетие на Бога и искушенија земји. Душа Божја родение би, по сребрена нитка слегува светиот дух, род дарувајќи во земно тело се оплотува. И пород, и блаженство, и љубов се роди човек, и би човек, и остана човек, и искушение натиска, и безбожно време сличкосува себе земји. Родот, духот, Македон свет, да го слиша. Од една страна светиот дух и вербата во Бога, од друга незнабожците исполнети со мраза. И вие, родено и древен, избрани души просветлени, крстени со вода, со оган, со свети дух, крстени со религија на дарување. Им даривме се, сакам да ви одземат се молам за вас, јас, раб Божји, срцем и душом и духојум твоју глаголав молитву. И велми ќе тргнам јас од чисто поле, од красен месец, под јасни звезди, под доблаци што пливаат. Ќе застанам јас во чистото поле, со облаците ќе се облечам, со небесата ќе се покријам, на главата ќе го ставам јасното сонце, ќе се обгрнам со острите звезди да ме вардат од секакво зло. И ќе си останам тоа што сум бил, што сум сега и овде, македонец, и во веки векови, салцо Господа Исуса Христа ќе си останам македонец, и во веки векови ќе си останам сал со Господа Исуса Христа. Слава ти, Татко Небесен, слава ти, Господа Исусе Христе. Има еден старец од умира како момче. Да, тоа е И тој што верува во тоа што е во Исус, навистина е така. Сум видел многу луѓе. До последен ден вика јас утре ќе си одам, се поздравува и они си викаат си игра мајтап. Стариот внутре си заминал, си заспал во сонот. Да. Си заминал. Тоа е тоа. Да, значи понекогаш можеби во неодредено време кога живеевме во Македонија, можеби религијата не беше толку забранета, али не беше нешто што не интересираше, пошто од фамилиарни причини, као баба ми и дедо ми, можеби идеа во црква секој празник,
ali немаше толку нешто као кога ја запознав сега бабава, што иде секоја недела, значи тоа во Македонија го нема видено. Да. Значи тоа е нешто ново. Католици се? Да, они се, значи Словакија 50-50, тоа е римокатолици и тоа е греко-католици. Значи и греко-католици православни се, значи. православни, да, што до 96-та година се под српската епархија, значи тоа се православна религија, со тоа што поради Европската унија сега значи они се влезени во некоја транзиција црквата нивна, со тоа што е многу интересно. Има радио Лумен во Словачка, значи тоа е радио кое што се фаќа, е познато во целата земја, на целата површина на Словачка, они се 4 милиона луѓе, и тоа е религиозно радио. И со тоа што на тоа радио, тоа е некаква идеја која што е многу добра, на тоа радио секоја вечер има молитви, да, само за Библијата, значи Тоа е добро е. секојаш радиото гостува во различно место, значи Братислава, Кошице, Нитра или било каде, значи одат во различни места и секојаш таа програма е од некое различно место, во некоја црква во која што се одржува во тоа место ритуална, не мислам како се вика, Обреди, да. литургијата. Литургијата, да, се чита, да. Виши, во Перт има, и тие се православни, И така. во Перт имаше библиски часи, јас сум изненаден, слушаат, зборува што е, како е, во Македонија нема тоа. Да, тоа е нешто интересно. Тие превземаат практично добрите работи се превземаат. Да, тоа е тоа. Има исто интересна работа, на пример за во Словачка, значи која сме возелени из Европска унија да кажеме, во Словачка и Чешка има на пример на Радио Експрес се јавуваат луѓе кои што во моментот се во движење или во моментот се на некој автопат каде што има полиција со радар, и кажуваат дека тој радар, на пример, мерају на тај, значи мерат на тој автопат, и тоа е јавно прифатено, и тоа е некое комерцијално радио кое е спонзорирано со реклами, а уствари доста им помага на луѓето да си даваат позор, односно трепкаат со тие долгите. Така, значи тоа е нешто интересно кое што се прифаќа од таму, мислам, тоа е многу нешто ми дојде као интересна работа која што е применлива, е практично и е доста помага за многу малку. И се они имаат колективен дух заедништво, а ние сите сме посебни. Секој државник, секој председател, секој генерал, секој знае се еден македонец сам држава е тој, се знае тој сам. Да, тоа го правевме мобето затоа што македонци се занимаваа со политика. Тоа е интересно. Сите знаат се како треба. Интересната работа е што кога ќе прошетаме во различни држави, на пример тоа што го видовме некаде во Чешка или Словачка, во секое село имаат разгласни станици во кое што ако има пожар или поплава, се разгласува. И тоа е добро. Да, ама у моментот имаше пожар у Калифорнија, у кое што праќаат text message, значи праќаат short message на македонски, како се вика. Да, со тоа што старите луѓе не користат мобилен, значи не се информирани да разберат дека има опасност од пожар, што е доста. Истата работа и во Англија, значи ако настане пожар за старите луѓе, значи нема разгласен станица, што е можеби како ќе им кажеш, Да, некакво остатоци од комунизмот која што ми текнува на времето во основна школа имаше некакви сирени рачни. Тие сирените кои беа узбунени правеа. Да, се е тоа доста практично, може да делува старомодно, али е доста корисно за луѓето да ја примат правата информација во право време и да се заштитат. Тоа е тоа. Друго прашање. Тоа се моите коментари на работите. На видувањето, тоа се некои видувања од друга гледна точка, што секогаш мислам добро дојдено да се. Значи Оксфорд е универзитетски град, ние по тоа го познаваме во Македонија. Да, Оксфорд е доста мало градче, со универзитетски град во кое што 250.000, сигурно 300, што Оксфорд е карактеристично студенти. Така, да, во Оксфорд има многу студенти кои што секоја година доаѓаат и си одат, значи секоја година имаме прилив на 10.000 нови студенти, 10.000 имаме одлив или нешто во тој стил, значи секогаш е нешто ново. Убав град да се посети, многу убаво место. Исто така Оксфорд има многу убави места кои што се доста направени за туристи, доста направени, значи има многу работи кои што се интересни.
Со таа разлика што, например, тоа се историски споменици, касели, замоци, кои што уствари кога сме биле во Германија, да кажем, не се на такво ниво одржавани како што се во Англија. По секого од нас спие по еден заспан ангел. Ајде да ги разбудиме ангелите и да останеме македонци и други. Ќе дојдам при вас, откако пропатувам Македонија. Оти ќе минам. Ах, таа Македонија што сака да ја избришат, да ја онадат, да ја продадат, да ја понижат. Ах, таа Македонија. Македонија не можете да ја откраднете. Македонија не можете да ја земете. Македонија не можете да ја избришете. Земјата е таа што ве зема. Голи доаѓаме на овој свет и голи заминуваме. Кај Бог не можете ништо да понесете, освен собствената љубов. Освен собствената љубов. А Македонија е љубов. Бог ги одредил имињата на народите. Бог ги составил народите. На Исус му е дадено владење. Тој запишал изберан народ, што ќе го прослави моето име. Дела 15:14. Потоа апостолот Павле ги собрал македонците. Македонија е Божја кота, но ние мораме да се однесуваме кон неа со љубов. Божјиот закон е љуби го својот ближен како самиот себе си. Ако ние македонците не умееме да се љубиме меѓу себе, како ќе ги љубиме другите народи? Како ќе ги љубиме другите? Не можеш да го љубиш, да не го љубиш својот брат кога си го видел, а да го љубиш Бога кога го си го видел. Македонија ни е дадена да ја сочуваме. Македонскиот цар Филип II му се обраќа на собранието на македонците во Оксфорд. Почитувани мои македонци, ако сте заборавиле кои сте и што сте, ако се плашите, ако сте слаби со духот, ако сте се загубиле во некаква магла и темнина, ако немате доблесен македонски маж да ве поведе, ако се срамите, поверете внатре во вашата ранка во која се обидуваат да ве напикаат, да ве прегришат со срце или без него, поверете во вашата ранка. И станете добри воинани, станете без страх, исполнете ги небото и земјата со славата на Бога. Дали е подготвена фалангата? Царската војска на Александра под оружје ли? Разбудете се, браќа, заспани души на мојот народ. Не чека последната битка во македонската земја по забавениот ред. Мртвата македонска војска, силите на ангелите, самиот Создател и вие, македонци мои, против злосилието и силите на помратите. Во огнено езеро ќе ги напикаме, како што бедните сакаат да не стават до рамка. Напред, браќа, нека тргне непобедената македонска фаланга во атака. А после победата, Господ ќе крене Македонија како света и древна црква на небесата. А после победата, Господ ќе крене Македонија како света и древна црква на небесата. Бог што составил човек да не раздели. Македонец е човек запишан во Божиот катастар. Македонец е човек кој го повикува Бог. Како што евреин е човек кој има завет со Бог. Дали ние сакаме да останеме во она што не нас составил, именувал и запишал Бог? Дали го сакаме тоа? Размислете дека ако го се откажеме од собственото име, се откажуваме.
Зашто Бог ги дава имињата на народите. Значи, они си ја ценат својата култура и својот начин на живот и тоа го продаваат. Значи, од тоа има И достап. коледжите? Да, коледжите, значи, се тоа што 500-600 работи. години се стари, изградени и нема ништо напукано, ни камен, ни цигла, 600 години. Тоа се претежно добри градби Добри кои што се изградени многу одамна. Например, знаат да 600 направат години е бизнис, најстариот. знаат да направат бизнис од работа која што работи. Во моментот беше интересно BMW, фабриката за мини што произведува коли во Оксфорд, прави за туристиве да ја посетат фабриката, значи се наплаќаат карти за тоа, Да видат како. да видат Туристичка како се, линија. туристичка линија како се работи во Како се работи фабриката. во фабриката? Значи тоа е некакви идеи кои што Идеја за пари да се земе да, ни Да. беше интересно, значи кога посетивме Македонија, да ни отидовме да ги видиме спомениците, нормално отидовме во манастирите, али сето тоа е нешто што е малце потребна, мислам поголема организација околу тоа да се направи, значи тоа да се направи со тоа што ќе има нешто интересно, некаква програма, некакви Некој да брошури и некакво објаснување на луѓето кои што аѓаат. Значи, ние запознатме 2 автобуси од Словачка, ако сакате, во Охрид, кои што беа додени да ги видат манастирите во Охрид. Да, сето тоа е добро, али би било да се направи некаква брошура во која што ќе бидат наведени туристички каде, водич. туристички водич, каде тоа се наоѓа, зошто е тоа познато, како е тоа познато и малку биографија од тоа зашто е тоа така. Значи, многу работи јас сум ги учел во школа, али многу работи не ги знам да ги објаснам на женава конкретно, пошто ја треба да ги прочитам негде. И мислам, тоа е тоа нешто што, значи, таа информација на нешто, значи, во моментот е интересно како сакавме да го видиме македонско село, во моментот разбравме дека македонско село више не работи, така да тоа е некои такви работи кои што јас ги гледам од надвор, кои што не знам што е работата таму, значи не сум запознаен, али знам дека нешто што е више направено, више не работи, тоа малце беше Чудно е. чудно доста, Чудно е. Значи, без да Други навлегувам. да се прават, да се отвараат Така, за туристи и да се, а не тие да се затворат. Јасно, да, тоа е тоа. Треба да се одрживо. Така, значи тоа е околу туризмот кој што е со малку вложувања, него со добра организација носи доста солидни прилив на се. Исто така е услугата, например, ни беше интересно што да кажеме во Прага кафето ни го историја и кошта многу пари. Да кажеме во Будимпешта, например, или на патот од Будимпешта за Кошице, кога требаше да станеме на некоја петрол стейшн, уствари ни бараа само форинти. Ние немавме форинти, имавме фунти и евра и не можевме да платиме во тоа е. евра. Така да и тоа се некои интересни работи кои што мислам дека еврото на секаде е прифатливо, али да, секогаш има луѓе кои што нешто мислат спротивно од тоа и тоа е тоа. Да. И така. Наредно прашање. What that? Добро. Тоа се некои такви објаснувања кои што можеби Треба делуваат. да се врши добра промоција на Македонија. Да. Не само за нас што сме иселени Добро од беше Македонија, претходно се тргна убаво, сега се враќаме. јасно. и за странците да дојдат да посетат многу Македонија. странци има многу дојдоа. убавни. Да. Јас кога бев у Охрид, у хотелу кај што се време не беше хотел, нешто како таверна, беше приватно. Да, да. Си работеаше. Ние бевме единствените македонци, другите беа од Англија, од Холандија, има од Белгија и децата збореаше меѓу себе англиски и тие англичаните не прашуваа од кај твоите деца знаат толку многу англиски. Јас им викам одат на приватна школа во Македонија. Добро, тоа се работи Да, кои што се нијанси. што се супер, да. Се И тоа е среќаваме со туристи, да. Туристи и нормално, треба да. многу поголема промоција да се направи за Македонија и да, Тргна кога беше претходно, доста се отвори со Да се спотови, отвори. со едно многу туристи има во Скопје. Јас во центарот живеам во самиот, Да, да. секој ден имаше туристи. да се отворат повеќе Значи, тоа се авионски летови потенцијали, до да, Европа да. за да може тие луѓе да дојдат, не може да дојдат ако нема авионски летови. Да, исто е тоа, значи со отварање на инфраструктура, значи со отварање на можеби нови аеродроми или нови линии или нови авионски линии, чартер линии, кои што ќе донесат повише луѓе таму и исто така ќе се рекламира, значи упорно пратење преку интернет, упорно пратење на саеми. Например, пред неколку недели го посетив саемот на Advanced Engineering, нешто што е интересно, што се новини во
електронската индустрија, во автомобилската индустрија, тоа се електрични автомобили. Имав некои разговори со мои пријатели кои што се во Македонија околу таа тема, значи да, тоа се економски прашања, али секогаш некој кој инвестира во Македонија би требало да се гледа тој начин на европски менеджмент Да има совлеснување. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, што љубов нема, ништо не сум. Да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори, што љубов нема, ништо не ми користи. Имаме ли љубов меѓу себе? Татко мој, ти благодарам што си ме запишал, што си ме именувал, што ни даваш сила, што ни ги отвараш срцата за љубов. Ти благодарам што ме донеси овој ден кај овие луѓе, што ни ги отвараш срцата, да разбереме дека без тебе не можеме да направиме ништо, но со тебе можеме да направиме се. Сакаме да останеме такви какви што си ме запишал ти, татко мој, во името на Исус, македонец, македонци, благодатта Божја дадена на црквата македонска. Бидете благословени во мир, во љубов, сила Исусова, љубовта Исусова, исцелување од дух, душа и тело. Да живееме сите сплотени, да останеме такви какви што не создал и запишал Бог во Божиот закон, да се љубиме меѓу себе. Љуби го својот ближен како самиот себе си. Тоа подразбира да се љубиме такви какви што не запишал Бог, да ги љубиме непријателите своји, да им простуваме на сите, да останеме во Исусовата љубов. Ако некој те удри по едниот образ, заврати го и другиот. Ако некој се суди со тебе за да ти ја земе кошулата, дај му ја и горната облека. Ако некој те натера да одиш со него 1 милја, ти оди 2, на оној што бара од тебе, дај му и не го одби на оној што ти бара нешто назад. Тоа е македонец. Не е само етнос и едност, туку духовна сила за постановката на светот. Мир вам до Божјо царство небесно. Останете во Исусовата љубов. Амин. Амен. Јас сум инаку професор Тихомир Стојановски, предавам на Факултетот за драмски уметности и сценски говор. Исто така го водам театарот Скрб и утеха. И овде ви донесов колку седиња што работиме и гостуваме на целата етничка територија на Македонија. Често одиме кај македонците во Пиринско, во Егејско, во Албанија и секаде по светот. И снимаме разни приказни за нашите браќа и сестри кои се вон границите на Македонија. Не со мраза, не со пушки, не со бомби, со култура. Нели светот е поле за култура натаму меѓу народите. И на овие DVD снимки се дел од тие луѓе што сме ги снимале. Голем број приказни се снимале, преку 400. Преку 100 во Пиринска Македонија, во Егејска, во Албанија. Тие се слободни да ги продадувам и се надевам дека ви се допадна овој настав. Да, олеснување со тоа што да има унапредување на тие кадри што ќе работат таму, него да се користи во Македонија што е во моментот или со тек на време као ефтина работна сила, значи тоа е да, моментот кој што доаѓа, само со тек на време кога тој квалитет ќе се постигне на европски начин, би требало и плативе да го следат истиот тренд. Значи тоа е некоја организација или распредело на средствата подеднакво на сите, спрема потребите, што е утопија, него спрема начинот на кој што работат и колку работат. Тоа е тоа околу таа заработка што секојаш во Македонија е нешто кое што тие платите се многу мали,
со тоа што истата фабрика, да кажеме, имав некакви Они се договори, прават. да, со фабриката што работи у Словенија има 3 пати повише плата, односно истата фабрика во Македонија, дури и во Хрватска имаат пониска плата со тоа што затоа што се наоѓаат во друга држава, што е мислам. Они се зимаа профит. Да. Они разлика да некој ја зема. Али истите делови се прават подеднакво со добар квалитет во трите различни места. Значи тука нема разлика во тоа зашто тој дел би коштал Само многу го помалку. платите. Така, да. Тоа е Па тоа е така. Така, треба да се малку и така. на платата реагира да се покачи. Реагирањето е начинот на кој што мислам дека тие луѓе што ги прават договорите со странските компании на почетокот се поставуваат правилни и јасни правила на играта. Значи да, подкупот е важен, пошто имам работено за авионска индустрија, кој што и англичаните даваат подкуп кога одат во Источна Европа и тоа е дел од бизнисот. Тоа е легално, као непишани правила во кои што се работи секаде. Значи, тоа е начинот на кој што се прави. Со тоа што, да кажеме, руските компании сепак ги диктираат тие цени спрема нивните потреби. А додека кога продававме делови на Србија или на Македонија, тие делови идат по многу висока цена, затоа што луѓето кои што треба да го прават тој договор не ги поставуваат јасно своите услови. Зашто е тоа така се уште, значи тоа е стравот да нешто не се успее. Мислам дека би требало да настапуваат менаџерски малку похрабро, као што го наведов примерот со Фицо кој што направил нешто за својот народ кој што е добро. И тоа е тоа. Мада имаш во сите земји имаш подкуп како што го има и во Англија, тоа е тоа. Значи тука нема не е ништо различно од таму доле и од тука, значи тоа е истата работа. Тоа го има сегде и нема да се укине. Само на друг начин тука Да, работи. значи Само на начинот е некој цивилизиран начин и нормално е тоа. Цивилизираниот начин е нормален на тоа што никој не зборува во тоа или државата има, како да кажем, ставено рака на молк на медиумите, значи никој не знае за тоа што се дешава во некое место во кое што живееш ти, така да тоа е некое такво кое што се наведува по некој Знае начин. се, ама не се јавно искажува. Така, никој не се интересира за тоа да го проучи или да го види зашто е тоа така, ама никој не пишува за тоа за да знае што се работи со тоа. Тоа е тоа, така да има многу примери за тоа, така да тоа е најнормална работа. Значи не е проблемот во тоа што постои, како луѓето се ги прават и спроведат работите во дело и едноставно на чија страна отиде водата, како што викаше дедо ми. И така, тоа е тоа. Блажени се бедните во дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките во дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат.